Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе се осврнеме на темата државна кардиохирургија. Токму на оваа тема, мој соговорник и во ова издание на Здравје е професорот Сашко Јовев, раководител на проектот Државна кардиохирургија. Професор Јовев, добар ден и ви благодарам што повторно сте дел од емисијата Здравје. Впрочем, секогаш ве покануваме кога има нешто ново да соопштите. Така ви благодарам за поканата и вие навистина не следите, не поддржувате, што навистина не прави многу среќни. Пред неколку дена на вашата клиника Државна кардиохирургија имавте посета од ресорниот министер кој изјави дека двојно е зголемен бројот на пациенти кои биле третирани на клиниката за државна кардиохирургија. Што значи ова двојно зголемување во однос на лани? Колкава е бројката на пациенти кои досега сте ја третирале на вашата клиника? Па да, како што и тогаш рековме, веќе се оперирани повеќе од 470 пациенти на клиниката за кардиохирургија, од кои што поголем дел, не поголем дел, туку 375 се кардиохируршки, останатите се големи васкуларни операции кои што бараат поддршка сапорт кардиохируршки. Значи, поентата е во тоа што ако почнавме во старите простори, како што и минатиот пат кажав, спорадично да работиме со неколку пациенти месечно, ние сме само 14 месеци на новата клиника, во новиот простор и веќе имаме изработено повеќе од 470, така да практично бројот е зголемен за два пати во споредба со оној период што го мериме, тоест претходната година. Споменавте и васкуларни интервенции. Предпоставувам дека овој период во година дена се воведени нови методи на третман на пациентите. Имавме можност да разговараме во една прилика за интервенции со минимален рез кои ги правите на вашата клиника. Тоа се впрочем и методи кои се во ранг на светските примени во медицината во оваа област. Да, точно така. Практично ние го работиме севкупниот диапазон на возрастни кардиохируршки операции и операции на големите крвни садови кај возрастни луѓе. Целиот диапазон, сето она што се работи во било која западна клиника. Она што е практично ново е што се изоперирани и специфични случаи, што почнавме редовно да оперираме и патологија на торако-абдоминалната аорта. Што се однесува до минимално инвазивниот пристап кон лекување, точно така и минатиот пат споменавме дека имаме повеќе случаи изработено со минимално инвазивен пристап за операција на аортната валвула, аортниот залисток, а се спремаме набрзо истото да го направиме и кај другиот, кај митралниот залисток. Каква е патологијата, возраста, се извинувам, на пациентите кои обично ги третирате и за ова сме разговарале во неколку наврати, меѓутоа дали тоа е повозрастна популација или во последно време се случува да имате и ургентни помлади пациенти кои бараат помош од вас? Генерално популацијата е помеѓу 50 и 70 години, прво. Второ, веќе со промената на начинот на живот и подолгото време траење на животот, нели, како и на западот, и кај нас се повеќе се сретнуваме и со постари пациенти кои што бараат и заслужуваат таков тип на третман, но доста е зголемен бројот и на млади пациенти, особено на млади пациенти помеѓу 40-та и 50-та година на животот со коронарни заболувања, но и неколку специфични случаи што ги имавме кај доста помлади пациенти. Имавме пациент 20 годишен, 28 годишен, неколку 30 годишни и така натаму. Пред 10 дена чинам имавте специјален гостин, да го наречем, еминентен кардиохирург од Италија, професорот Антонио Марија Калафиоре, кој во изјава за медиумите тогаш посочи дека е многу важно за една држава да има државна кардиохирургија. И од друга страна, неговиот колега Маруло исто така посочи дека
во иднина, пациентите се повеќе изборот ќе го прават и ќе се одлучуваат токму за државната кардиохирургија. Што ќе им нудите на пациентите во иднина? Како ќе ги привлечете овие пациенти, бидејќи досега има 3 кардиохирурги во државата, вклучително и со државната? Точно така, во посета на нашата клиника беа двајца професори, од кои што едниот, постариот професор Антонио Марија Калафиоре, е еден од водичките европски кардиохирузи. Тој веќе има повеќе од 70 години, активно не работи на клиниките на кои што работеше, но активно работи по светот. Држи предавања и е поканет оператер, нели, на сите познати клиники, практично западни и останати. Значи, тие беа мощно задоволни од тоа како ние досега одиме, кои типови на интервенции ги вршиме, од нашиот простор, опрема, нели, и од нашите планови за иднина. Како би можеле да ги привлечеме пациентите? Токму така, со покрај со конвенционалните операции, кај кои што успехот ние, како што многу пати досега споменавме, на ниво на Европа, на ниво на Западот, во европски просек, апсолутно, и со доста нови работи во смисол на голема хирургија на торако-абдоминална аорта, во смисол на мини инвазивните процедури кои што ги правиме и во иднина, уште повеќе ќе ги правиме, значи, за целата патологија, и во смисол на отварање на уште една сала покрај конвенционалната хирургија, така наречена хибридна сала. Така, за хибридната сала ќе се осврнеме во вториот дел од емисијата. Она што ме интересира кога сме кај еминентните гости кои беа кај вас. Впрочем, професорот, повозрастниот професор Марија Калафиоре е и основоположник на една од методите кои се повеќе се работат и се применуваат во оваа област. Вие ја работите ли таа метода со минимално инвазивен рез? Точно така. Само ќе споменам и ќе одговорам на претходно поставеното прашање за професорот ке заборавев. Тој токму така кажа дека од стратешки интерес за државата е да се има државна универзитетска кардиохирургија, и тоа е голема вистина. Од стратешки интерес за една држава и за сите останати субспецијалности во таа држава, затоа што страшен бекап е кардиохирургијата како една голема хирургија со цела технологија која што е пропратна и која што е нејзин сапорт за сите останати гранки, вклучувајќи и трансплантологијата. Затоа и го кажа тој тоа. Ке заборавев што беше второто прашање за техниката на која основоположник е професорот. Тој е основоположник на повеќе техники. Прво и основно, ако знаете дека повеќе пати сме спомнале ние дека се работи аортокоронарен бајпас, она коронарна хирургија и со машината за вонтелесен крвоток и на работечко срце, значи кога срцето работи. Тој практично прв почна со таа техника во Европа. Па дури и во Америка беше поканат хирург дури во Кливленд беше поканат хирург за таа техника, прво. Второ, има од онаа кардиоплегија, велиме ние, секогаш кога се работи на срцето, а тоа ќе се стави на машина за екстракорпорална циркулација, машината е вештачко срце и плуќа, а тоа сопира со работа. Тогаш мора да му се администрира некоја течност која што ќе го сочува од тој период додека тоа не работи, за да е нормално почне да проработи и популарно кажано да не пати во тој период. Има повеќе техники на презервација на срцевиот мускул во тој период. Една од неговите оригинални техники и додаток на неколку од основите е практично неговата, така да и по тоа е познат. Но познат е и по еден од промоторите токму на она што пред малку го спомнавме, минимално инвазивниот пристап во лекување на срцевите валвули, и тука има неколку своји техники пред сека и митралната валвула. Она што мене лично ми се допаѓа од информациите дека интервенциите вие како македонец, како стручњак од нашата држава, заедно со вашиот тим, кои исто така се лекари, веќе самостојно ги правите интервенциите, но секогаш се добре дојдени консултации од ваши колеги кои веќе работат во познати болници со кои државата има склучено договор. Тешко ли беше да се осамостоите? Впрочем, и од почетокот вие самостојно работите. Точно така. Видите, никако не беше тешко. Зошто? Токму заради тој сапорт што го имавме. Значи, секогаш една озбилна работа во денешно време, кога технологијата и науката е развиена, нели, мора да оди со таков сапорт. Ништо да не се остави на случајноста. Заради тоа што помеѓу нас имаше поискусни, помалку искусни, еве јас имам исто долгогодишно искуство, имаше и други
колеги кои што се со искуство, требаше да се малку дооформи тоа искуство и така натаму, колеги кои што почнуваа, кои што многу брзо одат, токму тој сапорт, токму таа супервизија му овозможи на нашиот тим да се опушти, да работи онака како што треба и веќе можам да ви кажам година е наназад комплетно нашиот тим работи со тоа што ќе се и дооформува, затоа што ние имаме луѓе кои што сме Имате специјализанти на точно така, и во Загреб, и постојано во Цирих, и постојано на други места, и во Белград, и така натаму. Значи, тие практично флуктуираат, некои се постојано таму и ќе се вратат, така да тимот ќе се дооформи, мислам за една и пол година, комплетно ќе се дооформи тимот и навистина ќе биде добро. Колкава е бројката на вработени медицински кадар на клиниката за кардиохирургија? Бројката на вкупно вработени, вие сте лекари, се занимавате со третман на пациенти. Сите заедно сме околу 55-6 вкупно, од кои што грото се медицински во смисол на лекари, во смисол на среден медицински персонал, и остануваат десетина кои што се во останатиот став во смисол на администрација и така натаму. Да. Колкав е капацитетот? Колку болни можете одеднаш да згрижите? Вчера разговаравме, имавте исто операции во сала, бевте. Така, многу добро прашање. Ние некако не очекувавме дека брзо ќе се развиеме. Побрзо оди отколку што очекувавме, нели, по бројот на пациенти и сега ќе ви кажам точно, имаме 2 операциони сали во кои што можеме дури 4-5 операции дневно да работиме. Но имаме интензивна, голема, прекрасна, која што со 6 кревити, која што е доволна во суштина. Имаме стационар во кој што имаме 3 соби со вкупно 10 кревети. Значи вкупно 16 кревети. Сепак, како се развиваме, ќе ни треба да ни се прошири стационарниот дел, бидејќи интензивната е во суштина оптимална дури за тој број на операции 3 до 4 дневно. Зошто? Затоа што 90% од пациентите треба да поминат низ интензивна 24 часа и да одат на стационар. 10% од пациентите може ќе останат подолго. Значи тоа е место каде што се поминува, нели? Додека се стабилизира постоперативно пациентот, што значи дека тој капацитет е доволен, само треба да се прошири стационарот, одделението, уште неколку соби и би биле сосем задоволни. Згорана се, овие неколку соби што ги имаме како оддел се опремени, во секој момент може да послужат како полуинтензивна или интензивна нега. Значи, со подвижни апарати, медицината оде напред и може да се прилагодуваат за вонредни состојби доколку имате потреба од големен број на пациенти. Професоре, ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно околу прашања за државната кардиохирургија и несината работа. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешното издание на Здравје е посветено на темата државна кардиохирургија. На моја чест и задоволство овде во студиото со мене е раководителот на проектот државна кардиохирургија, професорот Сашко Јовев. Во првиот дел, професоре, се осврнавме околу статистиката, методите кои веќе се применуваат. Споменавте над 470 интервенции на срце, на отворено срце и васкуларни интервенции. Го слушнавме и бројот на пациенти, 12 пациенти можат да бидат хоспитализирани во стационарот. Ме интересира како ги закажувате операциите. Дали секој ден оперирате? Се разбира дека ќе оперирате доколку имате итен случај, но генерално доколку станува збор за елективни пациенти, како ги третирате? Па елективните пациенти главно ги закажуваме преку мој термин. Понекогаш некои од нив доаѓаат и на директен преглед, па ние ќе го искреираме, нели, на некој начин нивниот прием. Меѓутоа главно преку мој термин. Елективните пациенти ги оперираме секојдневно, главно имаме операција секој ден, 1 до 2, и за сега практично оди така, значи може да се чека максимум 1-2 недели, не повеќе, затоа што
Едноставно работиме секој ден и вейтинг листата е таа, така да може Така да се... имате амбуланти во состав. Имаме амбуланта во клиниката. состав на клиниката, каде што пациентите најчесто доаѓаат преку матичниот доктор, понатаму испратени од други клиники, Од интернисти. од интернистички клиники, интернисти, матични и така натаму, понекој доаѓаат директно и хитните се разбира се надвор. Има од- ли итни интервенции? Има итни интервенции, доста итни интервенции има. Има итни интервенции во смисол на загрозени крвни садови на срце кои што мора брзо да се оперираат, како што е left main, значи зачепување слез стеблото, да, на главната и овие што ви ги споменав, аневризми и дисекции на ортата, нагорна, на лакот на ортата и така натаму, понекогаш како резултат на инфаркт, оштетување на залистокот кој што ќе покаже слабост нагла, инсуфициенција исто така. Значи итни пациенти има апсолутно. Така, возраста ја споменавме, претежно се возрастни, Да. меѓутоа од она што може да се случи дека често и се помлади доживуваат инфаркт. Така. односно И не срце. само инфарктите, туку и некои структурни заболувања срцеви, нели, кои што и немаат врска со возраст. Така, и Голем дел имаат, меѓутоа има и некои голем немаат. број на вродени срцеви заболувања. Вие немате допирна точка со детската кардиохирургија. Не, со детската не од вродените, оние се викаат adult congenital, така ги викаат во англосаксонската номенклатура, значи возрастни конгенитални, оние кои што не се оперирани. Така на време кога не биле Да, третирани. а сепак преживеал пациентот и тие обично околу 20-та година треба да се оперират, тие ги третираме пациенти, иначе неонаталната е Так, посебна да. категорија. Станува збор за кардиохирургијата, ја сметаат за кралица на медицината. Впрочем, бидејќи го третира највиталниот орган во, Така, да. во организмот. Тешко ли е да се биде кардиохирург? Па искрено ќе ви кажам, како и за секоја работа. Ако сакате да ја работите работата, ако навистина ја сакате, нема да ви биде тешко. Не знам дали знаете што рекол Черчил. Тој рекол, работете го она што го сакате и никогаш нема да работите. Так. Так, интересен одговор. Ќе направиме уште една кратка пауза и во вториот дел сакам да се осврнеме малку околу најавената хибридна сала. Што значи тоа, кој е бенефитот за пациентите и за лекарите? По рекламите разговараме за хибридната сала, најавената сала на државна кардиохирургија. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на емисијата Здравје, мој соговорник во студиото е професорот Сашко Јовев, раководител на проектот за државна кардиохирургија. Професоре, најавено е за формирање на хибридна сала на клиниката за државна кардиохирургија. Што представува хибридна сала? Малку да им доловиме поблиску на слушателите. Што значи ова хибридна сала за пациентите? Така, видите, во последно време, последните 10 години, кардиоваскуларните заболувања во светот веќе почнаа да се третираат со така наречениот HEART тим. Тим кој што вклучува и кардиохирузи, ендоваскуларни хирузи, интервентни радиолози, интервентни кардиолози, неинвазивни кардиолози и така натаму и така натаму. Значи, тоа е начинот на интердисциплинарен, мултидисциплинарен пристап кон пациентот. Овој начин е постар кај лекувањето на онколошките пациенти, од диагностика преку хирургија и радиотерапија. И е постар кај лекување на пациентите кои што беа кандидати за трансплантација. Најкасно се прифати, а е екстремно потребен е концептот на HEART тим, каде што заедно точно за срцевите заболувања, за кардиоваскуларни заболувања, каде што веќе е секојдневие нели во развиениот свет. Принципот на интердисциплинарен, мултидисциплинарен пристап е отелотворен, би рекол, во хибридната сала. Тоа е физичка манифестација на ваков еден пристап. Значи, што значи таа хибридна сала? Како кај автомобил. Автомобилите може да ги возите, имаат хибриди автомобили на струја и на бензин. Така. Хибридната сала треба да вклучи во себе, значи, опрема,
која што ќе можат разни субспецијалисти да ја користат како еден заеднички тим. Целта е да се има, значи целта е пациентот во центарот на вниманието, како што и секогаш е цел, меѓутоа со хибридната така се дефинира patient-centered approach, нели, кон пациентот, каде што најлесно може да се направи оној decision making, значи решение за што ќе се прави со тој пациент, да се минимално инвазивно пристапи и реши проблемот на тој пациент и да се, ако не е можно на еден начин, во секој момент на друг начин конвертира начинот на терапија на тој пациент. Што значи тоа? Тоа значи дека во таа сала има можност за конвенционална хирургија, за интервентна радиологија, кардиологија и за имиджинг, диагностика. И таа ќе вклучи кардиохирузи, ендоваскуларни хирузи, интервентни кардиолози, интервентни радиолози, неинтервентни во смисол на ехотомографисти, се разбира анестезија и имиджинг специјалисти, тоа се оние кои што прават СТ, нуклеарна и така натаму, кои што се диагностичари, нели, во парфред. Значи сите повеќе тие ќе бидат третирани ургентни пациенти во таа сала, сега, конкретно пациенти со стегање во градите. Ќе ви кажам, да. Тоа е, мислам, тоа е прво state of art, значи начин на лекување и сала, супер модерен пристап. Меѓутоа, тоа што значи дека е супер модерен пристап, не значи дека е само мода, туку и тоа како користа е од неа голема, затоа и веќе во светот секаде на запад има, секоја клиника има кардиохирушка, има хибридна сала. Значи, широк спектар на пациенти ќе се третираат, но пациенти со одредена со патологија која што побарува такво нешто. Затоа е интердисциплинарен пристапот на разни субспецијалности кои што ќе кажат да, овој пациент е за во хибрид. Што значи тоа? Значи, од пациенти со дали валвуларни заболувања, коронарни заболувања, аортен синдром, ќе ви кажам, или пореметување во ритмот, значи сите 4 групи на пациенти, па и други, кај кои што ќе се оди таму каде што минимално инвазивно може во хибрид сала. Што значи тоа? Пациент кај кој што може на 2 крвни сада да се стават стентови, минимално инвазивно, и одма да се отвори со мала торакотомија и да се направи главната да се премости хирушки преку артерија на работечко срце. И имате 10 см рез и пациент кој што за 2-3 дена ќе може да оди дома и ќе биде реваскуларизиран. Значи тоа се вика хибрид coronary revascularization. Понатаму, поставување на валвули со интервентна кардиолошка процедура, која што за не дај Боже секој момент ќе може да се конвертира во хируршка процедура и совршено безбеден да биде пациентот. Понатаму третман на ендоваскуларни процедури во смисол на, велиме ТВР, во смисол на решавање на тие големи аневризми, торакални дисекции со стент, но таму кај што треба и комбинирано и стент, да речеме во десентната, и да се отвори некој лак на аорта да се реши хируршки. Само да кажам, малку преопширно беше. Од минимално инвазивно со фантастичен кост-бенефит за општеството и клиниката и така натаму, до најтешките, кај кои што до скоро морталитетот и во развиениот свет одеше со огромни проценти, значи 20-30%, 40%, како торако-абдоминалните аорти, како дисекциите, значи на лакот и така натаму, кои што сега и во светот се решаваат ендоваскуларно, но уште еден чекор поголем, хибридно, значи тоа ендоваскуларно да може во секој момент да биде отворено или да се искомбинира. На лице место се одлучува како Точно ќе така. оди И уште интервенција. нешто, да пациентот се погледне од секој аспект, затоа што сите имиджинг техники ќе бидат главно можни во една таква сала. Значи од секој аспект се проценува пациентот во моментот и од секој аспект може или на било кој начин да се реши во ист момент. Вие, професоре, сте со меѓународно искуство, имате работено и надвор од државата. Сте имали ли прилика да работите во хибридна сала во некој од центрите каде сте престојували и работели? Не сум имал прилика да работам, бидејќи беше во што туку поставена во центарот, каде што работев последен пат во Сабах Ал Ахмед кардиак центар во Кувајт. Тоа е болница лична на емирот која што ја водеа тајаните, беше под нивно раководство, каде што работев и каде што се постави, значи и сум гледал поставување на истата, веќе има 2 до 3 таму во земјата. Исто така сум посетил на неколку места во
во Германија, во Есен има 2 хибридни сали и во Херцентрум Берлин, каде што има 15 кардиохируршки сали кои што паралелно работат, има 6 до 7 хибридни сали. Тие може да бидат и така и така. Значи сум бил, сум гледал, но не сум работел во хибридна сала. Споменавте еден од бенефитите пократок престој во болница, што е бенефити за самата установа и за пациентот, побрзо закрепнување, но кој е бенефитот за лекарите велично за вас, за кардиохирурзите од ваквата сала? Бенефитот наш е бенефитот на пациентот, так. Знаете, понекогаш ние не мислиме на бенефит кога е во прашање не нешто што е онака технолошки напредно и така натаму. Да. Тимот е тој затоа што од сите аспекти ќе биде покриено. Ние имаме веќе хирург кој што е на субспециализација, заврши субспециализација и работел ендоваскуларна хирургија, во тој правец го развиваме. Значи други во кардиохирургија, имаме интервентни кардиолози со кои што и радиолози со кои што особено имаме соработка. Ние сите ќе се сретнеме во таа сала. Дури таа сала, еве веќе се интересираат и невролозите и неврохирурзите кои што исто така имаат потреба од хибридна сала, тие ќе работат во нашата сала. Таа ќе биде корист од општествена корист, затоа што нема потреба да во моментот се бара друга, кога истите тие ќе бидат покриени апсолутно тука. Така да од повеќе аспекти е корисна и од аспект на општеството и на пациентот, а за нас тоа значи следење на чекорот на науката во светот и тоа на некој начин не дали подразбира и нова опрема која е посебно прилагодена за ваквата сала? Да, тоа подразбира нова опрема до опремување. Така. Практично се што го имаме во конвенционалната сала ќе се искористи, а ќе се додаде и нова опрема за да сето тоа заедно биде представува вистинска хибридна сала комплетно опрема. Значи секако уште доста нова опрема за во самата сала. Така, минатата недела исто така беше најавено информирање на Национален центар за кардиоваскуларни заболувања, кардиохирурзи, кардиолози, ќе бидат офатени оние дисперзираните кардиолошки центри низ државата. Колку овој центар ќе може да превенира и да го намали бројот на кардиоваскуларни заболувања, имајќи во предвид дека и во Македонија е негативна стапката и е прва причина за смртност од срцевите и кардиоваскуларните заболувања? Така многу. Тоа многу значи за една стратегија на една држава, за една здравствена стратегија на една држава, особено кај заболувања кои што се толку чести и се најчести, можеби половина од заболувањата. Значи, многу важно за стратегијата на здравствената заштита на Македонија и општо на државата, затоа што тука ќе се сретнат сите специјалисти кои што работат истата работа, кои што се надополнуваат едни со други и да имплементираат треба една заедничка стратегија. Прво, да постојано го следат трендот на збиднувањата апропо имплементирањето на стратегијата, нели? Со тоа многу ќе се подобри и превентивата и начинот на лекувањето и во секој смисол да се оди во една организирана насока и да се соединуваме, а не разиденуваме на секое поле. Така, ќе бидете, впрочем, координирани, интегрирани во еден систем. Предпоставувам тоа е така замислено. Сите интегрирани во еден систем, што е перфектно. Може да ви јават од Струмица, имаме таков пациент, овие дисперзирани. И не само што интегрирани во еден систем, не само убаво би било апсолутно, не само што запознаени кој што како работи, туку и реализацијата до крај на самото лекување ќе биде многу поедноставна. Така. Да се надеваме дека овие најавени работи ќе се реализираат во блиска иднина, секако пред се за бенефит на пациентите, но и на вас лично лекарите ќе ви ги подобри условите за работа. Апсолутно. Професоре, ви благодарам за овие корисни информации кои ги споделивте со нашите слушателите на емисијата Здравие на Радио Слободна Македонија. Секогаш сте добре дојдени кога имате нешто ново во оваа моја емисија. Ви благодарам многу и навистина ни е драго што не следите вака. Ќе продолжиме понатаму да ве следиме на наше задоволство. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме вторник, 8 ноември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со мене во Здравје наредниот вторник во 11 часот. Од мене до слушање и имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази.
водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.